Во пресрет на Меѓународниот ден на театарот, кој се одбележува утре, и новото јубилејно издание на фестивалот Војдан Чернодрински, со професорката на Факултетот за драмски уметности Скопје, Ана Стојановска, отвораме важни прашања. Во каква состојба е македонскиот театар? Дали имаме систем што создава вредности или култура што преживува од ентузијазам? И може ли фестивалот да биде повеќе од свеченост? Вистинско огледало на сцената. Добре дојавте во ново издание на Да си кажеме. Професорке, добре дојавте во студиото на Телма. Ви благодарам на поканата, добро ве најдов. Утре е Меѓународен ден на театарот и така би го почнал разговорот во ова време на брзи содржини и кусо внимание и дигитална доминација во секоја сфера. Што е она што и денес во вакви околности го прави театарот незаменлив како медиум? Па токму тоа што го не може да го дадат другите медиуми, а тоа е контактот во живо. Допирот на публиката со актерите на сцена, можноста да се доживее уметноста непосредно, не преку одреден медиум кој што треба да дојде. Театарот постои, ќе постои, независно од тоа колку медиуми нови ќе се појават, колку ќе биде технологијата напредна. Театарот само се искористува таа технологија, се разбира во добрите околности, тоа така се случува. Добро, доволно како за вовет. Вие не сте само уметничка директорка на фестивалот Војдан Чернодрински, за што ќе зборуваме во продолжение и ќе дадеме акцент на разговорот, туку и театролог, како што ве најавив и професорка на Факултетот за драмски уметности, критичарка, авторка, творите и вие. И од сите овие позиции, што денес најмногу ве загрижува од кога го наблюдувате театарот од различен аспект, кога ќе ја погледнете состојбата генерално, што доминира во македонскиот театар? На најмногу ме загрижува секогаш непрофесионалноста и немањето однос кон уметноста, затоа што малку сум секогаш критично насочена, бидејќи сепак сум професорка и сакам така гласно и јасно да ги кажувам работите. Каде ја препознавате таа непрофесионалност? Непрофесионалност во однос на непочитувањето на сопствената уметност. Театарот е совршено уметност на многу луѓе, уметност која што ја сочинуваат и тие на сцена, и тие позади сцена, и тие пред сцената, односно во гледалиштето. Следејќи го репертоарите на македонските театри, следејќи сето она што се случува со години, сметам дека го подзабораваме, дури и самата себе си се ставам во тој пакет, не се издвојувам, го забораваме моментот дека театарот е многу невин како уметност, затоа што ја носи енергијата на сцена. Ако сме честни во намерата, ако сме внимателни во таа намера, тогаш и публиката тоа ќе го препознае. Деновиве се соочувам токму и со неколку други размисли што се случува и зошто ова се случува. Не дека е страшно нешто тоа што се случува, меѓутоа сметам дека треба многу повеќе да внимаваме на репертоарите на театрите, треба многу да внимаваме на публиката што доаѓа во театар, на публиката што треба да дојде во театар. Ако само еден малечок преглед направите на репертоарите на театрите, ќе видите дека недостига она што цело време го зборувам, македонската современа драма. Многу се ретки исклучоците. Второ, недостига... Зошто недостига? Немаме доволно автори? Не, имаме автори. Зошто тогаш немаме драми? Затоа што не се читаат новите драми. Затоа што системот театарски кој што ни функционира, ние малку поразличен во дискрепанца со тоа што се случува. Ние треба постојано да комуницираме меѓусебно. Факултетот за драмски уметности, театрите во Македонија, авторите, режисерите и така натаму. Програмата на театрите, која што е дел од националната програма на Министерството за култура и туризам, ја прават директорите, уметничките одбори на театрите. Сметам дека тука треба повеќе да се вклучат драматурзите, режисерите, луѓето кои што го познаваат материјалот од сопствените први прочити. Треба да се читаат новите драми. Ние имаме исклучително многу автори кои што се дури од постарите генерации кои што не се поставувани на сцена, нови кои што не се стигнати да бидат поставени. Меѓутоа, еве како да има место за се, освен за домашната драма на македонските театри. И зошто е ова вака како што е? Давате диагноза, велите ве загрижува непрофесионализмот, треба театарот да се врати кон својата суштина, а тоа е искрениот однос кон публиката, или еве вака за да го продлабочам прашањето, односно да го направам по-конкретно, ако треба искрено да ја оцените состојбата во македонскиот театар денес генерално, во каква уметничка, институционална кондиција или како универзитетски професор, каква оценка би му дале на македонскиот театар денес, како дојде кај вас на испит? Преодна, да. Само шестка?
малку и повисока, ајде ќе видиме. Сакам да нагласам дека не сакам да генерализирам, значи не сакам да ги кажувам општо работите. Сметам дека има театри, има театарски институции, се разбира професионални, кои што си работата како што треба, меѓутоа во повеќето случаи се забележува тој момент на неодговорност, така ќе го наречам јас. Што значи тоа? Значи, ние треба да размислиме која ни е стратегијата во театарот, која ни е стратегијата во културата. Кога велите ние, кога велите отсуствува одговорност, може ли малку да го насочиме, да го персонализираме тоа? Кому недостига одговорност? Која е вистинската адреса? Каде треба да се постават овие прашања? Еве, јас ќе кажам, буквално така, значи, координацијата која што се води во театрите, менаџирањето на театрите, како е поставено тоа менаџирање, како е односот со факултетот за драмски уметности, образованието. Ние не смееме да заборавиме дека во културата е многу важно и образованието. Ние работиме на факултет за да обезбедиме, нели, да ги стекнеме младите луѓе со соодветно образование и ги пуштаме во светот, односно во театрите каде што тие треба да работат. Има актери, режисери, продуценти, директори на театри кои што точно знаат што прават и како прават, меѓутоа има и такви што не. И мислам дека одговорноста е кај секој од нас што сме вклучени во театарот. Пак ќе кажам, не би персонализирала во смисла да покажувам со прст, меѓутоа сметам дека секој од нас е одговорен за ситуацијата во која што се најдуваме. Дали со одговорот досега што го дадовте, би одговориле потврдно и на една констатација што е можеби општа, можеби моја лична како впечаток, дека во македонскиот театар, барем на ниво на прашање е отворено, дали имаме голем број на продукции, но малку вистински силни представи. Го делите тој впечаток? Да, имаме. Мислам дури дека и немаме толку многу продукција театарска. Еве се обидувам, го споменавте фестивалот во Војдан Чернодрински, ги следам представите кои што се во цела Македонија. За разлика од претходно, кога сега праваме мала дигресија, сега праваме едно истражување во однос на македонскиот театар во 90-тите години од минатиот век и почетокот на новиот милениум. И се случува да речеме на репертоарите на МНТ драмски театар да имало по 7-8 премиери во текот на годината, 10 до 12 имал драмски театар во 96-та година, да речеме. Сега има 3 до 4. 5 премиери годишно. Веќе тука се гледа дека се намалува токму тој однос. Не само силните представи, туку и продукцијата генерално. Да, мислам дека треба повеќе да се искористува можноста на самиот театар. Во театрите има вработено режисери, има вработено драматурзи, има вработени актери. Да не чекаме сите што ќе ни дојде од Министерството за култура што треба да се вклучи во програмата, ајде да се обидеме заеднички што можеме да направиме, бидејќи сметам дека секој може да направи, секој театар една представа, барем на сопствена сметка. Има театри кои што тоа го прават, се разбира, и е успешен тој модел. Добро, уште малку околу ова пред да поминеме на Војдан Чернодрински, меѓутоа и повторно ќе се вратиме на системските слабости генерално како авторка и како истражувач на македонската, но и светската драма, како експерт за драма, би рекол, дали денес повеќе ни недостигаат силни драмски текстови? Рековте имаме автори, меѓутоа имаме ли добри текстови, добри дела, или ни недостигаат повеќе храбри режисерски читања на оние драми кои постојат? И едното и другото. Мислам дека сите треба да бидеме храбри во денешно време. Зошто да се плашиме да го кажеме тоа што го мислиме? Зошто да се ограничуваме самите себе си или да се себе цензурираме? Имаме добри драми кои што се пишувани, активни, со силни гласови, меѓутоа еве не се стигнати на театарските сцени. Имаме режисери кои што се од различни генерации, не значи да се само млади, да речеме, кои што исто така можат да придонесат кон промена некоја која што би се направила во театарот кој што го гледаме околу нас. Ние сведочиме неколку имиња режисерски кои што постојано режираат на театарските сцени во Македонија. Значи само како да постојат само 2-3 режисери во Македонија, а ги има многу повеќе. Да речеме, има генерации на студенти на факултетот за драмски уметности каде што завршувале 4, 5 мина, 6 мина, 10 во класа, значи тие луѓе ги има и постојат. И најчесто работат независна продукција, бидејќи не им е даден простор за да работат на тие млади луѓе. Тоа сметам дека е клучното, дека треба да се отвори театарот за младите луѓе, да се отвори за оние луѓе кои што можат да дадат нешто плюс.
А секогаш имаат нешто, бидејќи работејќи на независна сцена, секогаш сте покреативни, секогаш барате поинаква можност. Можете, нема ограничувања, нема граница, нема цензура која што се поставува, да речеме. Не зборувам за ова класична политичка цензура, туку како автоцензура која што се правиме од типот да не случајно направиме некаква грешка. Уживаме во комфортната зона, веројатно. Да. Добро, зборувавме за слабостите во театарската уметност. Како човек кој припаѓа во културата, ќе сакам да кажеме збор два и за системските пропусти, слабости или каква е вашата визија во тоа во однос на позицијата на македонската култура денес. Меѓутоа, ајде прво за Војдан Чернодрински, кој не е само фестивал, туку институција сама по себе. И вие сте уметничка директорка на фестивалот. Што значи тоа за вас? Чест, обврска или и еден вид на ризик? Чест, огромна одговорност. Обврска се разбира, предизвик во животот, за да излезам јас од сопствената комфортна зона, бидејќи споменавте претходно. Сметав дека е многу важно да излезам јас од сопствената комфортна зона, затоа што пред се како писателка и професорка се чувствувам заштитена. Нели? Кога пишувате, никој не ме вознемирува. Како професорка, тоа мене ми е затворен систем. Јас ги сакам моите студенти, ги почитувам, исто ми се возвраќа тоа од нив. Но и тоа е комфортна зона. Да, и тоа е комфортна зона. И кога ја добив таа понуда пред 4 години, реков, добро, еве сега нема да бидеш во позиција да стоиш отстрана, како што тоа кај нас се случува, нели? Ние сме сирџиска нација. Ние многу сакаме да седиме отстрани и да коментираме што чини, што не чини. Вака требаше да се направи. Јас да бев на тоа место, тоа ќе го направев. И јас затоа решив да не седам така комфортно и да направам нешто како јас го гледам фестивалот. Јас сум порасната со тој фестивал, многу пати сум го споменала тоа, дека го сакам театарот токму ради тој фестивал и ради театарот во Прилеп. Го следам од не се сеќавам колку одамна и во еден период имав прилика покрај професорот Кирил Ристовски кој што го водеше фестивалот да обидам покрај него да ме учи, бидејќи сметаше дека човекот Прилеп треба да го води фестивал затоа што му е важно тоа, му е љубовта кон фестивалот, едноставно не можете да избегате. Ете, поскумно му соствари со. Да, и му сум благодарна јас токму на тоа дека одев покрај него како мало дете и учев како тоа се прави. Одговорноста е огромна. Значи станува збор за најголемиот и најзначајниот театарски фестивал во Македонија, кој што е 1965 година формиран во Прилеп и кој што еве постојано традиционално се одржува. Еве оваа година 60 години, 60 голем, години, значајен јубилеј. Да. Пошто ќе биде препознатливо ова издание? По мојата идеја да ја затворам таа приказна, јас кога дојдов на фестивалот направив програма 4 годишна што се вика Враќање дома, која што е едно мое символично враќање дома. Чернодрински се враќа дома на Горан Стефановски во контекст да го направиме Прилеп град театар. И таа програма има 4 различни сегменти кои што јас ги пополнував секоја година на фестивалот и оваа година решив мотото да биде Храбриот нов театар. На темата ова прва што почнавме да зборуваме, бидејќи мене постојано ме мачи тоа како може да се промени театарот. Ајде да не покажуваме со прст каде е грешката, ајде секој од нас да ја сработи својата домашна работа. И сметам дека на фестивалот има должност како фестивал да ја покаже актуелната современа театарска продукција во Македонија. Тоа значи во Прилеп да се покажат најдобрите театарски представи од Македонија. И тоа е обврска, знаете, треба да ги изгледате сите театарски представи низ Македонија, да процените што е, дали е добро нешто или не, дали тоа одговара на мојата програма како Храбриот нов театар. И уште еден предизвик кој што го имаме последнава и претходната и ова година, затворањето на театарот во Прилеп, како ние затвораме една сцена, ние затворена за презентација, ние останува само сцената во Центарот за култура. И повторно има некој предизвик што треба да се случи. Добро, значи нема да биде само пресек на сезоната, Да. туку треба да биде и критички суд за неа. Да. Рековте претходно имаме недоволна продукција, недоволно силни представи. Тоа ви отежнува работата, веројатно, да направите селекција во услови кога нешто нема. Да. Обично кога ми се Како ќе биде силно изданието на Војдан Чернодрински ако нема силна театарска сезона? Јас зависам од театрите во Македонија. Фестивалот зависи од театрите во Македонија, бидејќи членови на собранието на фестивалот се директорите, односно театрите
во Македонија, институционални, заедно со Факултетот за драмски уметности, и секогаш на секое собрание тоа го повторувам. Едноставно фестивалот треба да покаже продукција, ајде да ја направиме таа продукција да биде силна. Така што мислам дека и ако не се променат поинакви работите, и понатаму ќе се бориме со сите овие предизвици во секојдневието. Добро, што ќе доминира, што е во фокусот? Рековте македонската драма, враќањето дома, Горан Стефановски. Да, во фокусот е Дејан Дуковски, студентот на Горан Стефановски. Од кога дојдов на фестивалот направив таа програма Автор во фокус, затоа што сметам дека секој голем фестивал треба да има сопствен автор во фокус. И решив тоа да почне со драмските автори. Автор во фокус може да биде режисер, може да биде актер, нели, секој театарски уметник. Првата година беше Коле Чашуле, втората година беше Горан Стефановски, третата година, поради ситуацијата што се случи со затворањето на театарот во Прилеп, сметав дека треба да го ставам Прилеп во фокус. Односно Како град? Како град. Авторите, актерите, режисерите од Прилеп кои што придонеле за тој фестивал. Не театарската зграда. Не театарската зграда. И тоа и годинава ќе биде плюс паралелна програма со правењето на една хибридна изложба која што ќе биде и дигитална и аналогна, Прилеп во фокус. И Дејан Дуковски како најизведуваниот и најпоставуваниот македонски автор да ја затвориме оваа 4-годишна програма. Добро, и што ќе биде пораката на крајот, што сакате секој од посетителите да ја понесе, односно што ова 60-то издание на Војдан Чернодрински треба да остави зад себе како наследство, дали само представи награди или треба да отвори посериозна дебата, можеби, за состојбата генерално, не само за театарската уметност, туку за степенот на развој на македонската култура општо. Да, треба да отвори, и во план се две трибини, дебати кои што ќе се случуваат за време на фестивалот. Самиот фестивал треба да ја отвори таа тема, и затоа е мотото Храбриот нов театар. Јас тоа кога ја пишував експликацијата наведов дека сакам да направиме почит кон минатото, кон луѓето кои што го создале фестивалот, луѓето кои што го воделе театарот во Македонија, и да им дадеме крилја на овие млади луѓе кои што ќе треба да го водат и театарот и културата кои што ќе не наследат понатаму. Затоа сметам дека треба да бидеме многу храбри и да им дадам платформа на тие млади луѓе да можат гласно да проговорат. Како директор на фестивал работам сите целни групи да се опфатени. Значи, од најмалите имаме детска зона во центарот на Прилеп. Секој ден по 100 до 200 деца се присутни на таа детска зона. Волонтери кои што припаѓаат на помладата генерација, кои што се 70-тина постојано низ Прилеп и се учесници, плюс на работилници кои што едукативни и други работилници кои што ги организираме. Програмата Драмолетање, која што од минатата година ја иницииравме благодарение на мојот продукцијски координатор Петар Антевски и целиот тим кој што е вклучен, кој што сум многу благодарна што го имам околу фестивалот, а тоа е да им овозможиме место на кое што драмските автори ќе имаат прилика да се сретнат со режисерите, театарските продуценти, директорите на театри, да научат како да си ги продадат драмите, да речем. И таа можност ја нуди фестивалот на младите луѓе. Добро, и се ова што го кажувате како многу амбициозна програма за едно издание, иако е јубилејно, која би требало да биде најгласната порака што ќе одзвонува во главата на публиката по завршувањето на фестивалот? Дека театарот не смее да молчи. Дека театарот не смее да живее во комфорната зона. Дека театарот, знаете, многу е лесно кога денес оправдувате средства. Знаете, ние имаме преполна сала, имаме комедија, која што јас немам ништо против комедиите, напротив, сметам дека тоа е еден многу важен и сериозен жанр во театарската уметност. Меѓутоа, не ми е оправдание дека имаме публика која што оди само на еден тип на представи и мислам дека на тој начин ја потценуваме публиката. Сметам дека треба да внимаваме многу на воспитувањето публика. И затоа сметам дека театарот не смее да молчи. Театарот треба да поставува гласно прашања. Зошто се случува ова? Што ни е важно? Знаете, се направи цела една промена во самиот театар во светски рамки. Театарот мораше да се носи со дигиталната технологија, со вештачката интелигенција, со се она што е виртуелната реалност и така натаму, а ние се уште се занимаваме со нацртани кулиси во театар, со некои теми кои што одамна треба да ни бидат преработени, некако систематизирани. Јас мислам дека за секоја публика има театарска представа, меѓутоа не смее да се запоставува функцијата на театарот, дека театарот треба да едуцира, театарот треба да учи, театарот треба да провоцира, затоа што театарот ги има тие две основни функции. Едната е таа, да речам, забавната функција, а другата е таа која што е малку проактивната или ангажираната функција. Колку театарот денес
глобално, не само во Македонија, и колку во Македонија е само огледало на општеството во кое живееме, а колку е на некој начин коректор или едукатор. Многу повеќе огледало, многу повеќе на сцена можете да видите како изгледа едно општество, за разлика од многу се ретки, ама тоа и од секогаш било така, дека тие што се авангардата, тие што се против, тие што се, ајде, во отпорот, така наречен, секогаш се во позадина. Меѓутоа, сепак има места на кои што може тоа да се види, искаже, и во светски рамки. Не е ова некој тренд само кај нас. Верувајте, ако ги видите театарските репертоари во регионот, ќе видите дури во најблиските во нашето соседство, ќе видиме дека и тие имаат проблеми одредени театарски институции и мислам дека тоа е тој глобален проблем на премин на театарот, кога сега се соочуваме со ова новото што доаѓа и сега треба малку време да помине за да преминеме еден чекор понатаму. Да. Добро, ако се тргне фестивалскиот ентузијазам, ова што го кажувате како подготовка настрана, и театарската уметност како сегмент од македонската култура, дали таа денес имате впечаток дека се развива системски или повеќе преживува благодарение на ентузијазмот на поединци во сите сфери? Па мислам дека е во второто. На некаков начин не има повеќемина ентузијасти во различни области кои што сакаме да ја креираме секој од нас, нели, својот аспект на културата. Меѓутоа, сметам дека за системски тоа многу треба да се направат некои коренити промени во самиот систем. И дека тоа не е проблем на сегашната власт, на претходната власт, на не знам која власт од претходно, дека всушност треба да излеземе од идејата за политичност, односно за политизација, и да тргнеме малку од повисока перспектива што е добро за македонската култура. Дали на македонската култура и треба некаква организација, а и треба, и на кој начин можеме тоа да го направиме. Тука мислам дека е главното прашање што треба да си го поставиме. И мојот став е дека секој од нас што се занимава во таа култура и образование треба да биде најдобар во својата работа. Значи, јас не можам да бидам добра во вашата работа. Тоа е ваша работа. Јас не можам да водам нешто што не можам. Меѓутоа, јас како професорка, како писателка, да речеме, како театролог, треба да сум најдобра во мојата работа. И ако сум јас најдобра во мојата, таа сложувалка македонска култура ќе се составува и ќе биде организирана како што треба. Може би утописко ова моево, не знам, бидејќи се уште не ми се покажал дека има решение некакво, меѓутоа сакам да верувам во ова, дека јас ја работам својата работа посветено и професионално како што треба. Добро, велите политизација, недостиг на организација, и не е секој поставен на позицијата на која може да го даде најдоброто од себе. Дали не достигаат многу пари во културата? Не достигаат јасни критериуми, не достига стратегија или континуитет? Во рамки на ова што го спомнавте, политизација и недостиг на организација. Што е клучниот проблем? Парите или стратегијата? Ќе речат сите парите, бидејќи се разбира пари требаат за да се работат, меѓутоа повеќе мислам дека е стратегијата и повеќе пак ќе се вратам на почетокот на она што го зборувавме на самиот разговор, а тоа е личната одговорност. Тука е проблемот. Мислам дека кога се прави организација на одреден систем, да не се водиме од идејата наши, ваши, кои да се, туку да се водиме од идејата кој е професионалец, а кој не е. Добро, ова генерално важи. Почнавме од театарската уметност, преминавме на културата, меѓутоа и генерално би ве прашал, зошто како една цела генерација која го износе товарот на оваа транзиција, премин од една држава во друга и од едно општество во друго, не успеавме и покрај толку голем ентузијазам, особено кај поединци, зборувам генерално за сите интелектуалци во земјава, да направиме поубаво место за живење. Напротив, дали и уметниците, тука се ставам и сам себе си како новинари, моите колеги, сите оние кои треба да бидат под дефиниција авангарда на едно општество, повеќе се приклонија кон таа комфортна зона што ја споменавме на почетокот, им го препуштија подиумот на оние кои се погласни а не стручни за работите кои ги презедува. Секогаш е така кога ќе одлучиме дека ни е доволно добро на одредено место, како да не сакаме да излеземе и да кажеме нешто што мислиме, бидејќи има цена секогаш која што треба да се плати. И мислам дека тука малку е да го сместиме проблемот, еве да речеме во таа насока. Дека не сакаме да бидеме повикани, поставени, да не проценат, просудат
во сето тоа и можеби повеќе беше, барем според мене, дека се оставаме на некаква случајност. Зошто јас да се борам, има некој за тоа да се бори. Ева што го реков и претходно кога зборував за фестивалот. Јас можев да речам благодарам, нема потреба да го водам тој фестивал. Сум се реализирала во сопствените полиња на интерес, ама сватив дека одговорност е тоа. Сериозна одговорност и дека треба човек да покаже дали знае да ја работи работата или не. Сам пред себе си, не зборувам за некои други проценки. Таа храброст ни недостасуваше, барем во тие некои моменти, да одлучиме дали треба да одиме, да кажеме нешто или да останеме дома и да си ќутиме. Добро, и ако паднавме на тестот, веројатно како генерација, какви се, како професорка сега, ве прашувам на Факултетот за драмски уметности, новите генерации што доаѓаат, дали тие имаат повеќе храброст, дали тие зборуваат на некој нов јазик, дали тие имаат подобра визија и поголемо чувство на лична одговорност и се по-подготвени да ги да преземат одговорност и да ги земат работите во своји раце. Се разбира, јас мислам дека да го завршивме тука муабетот ќе бев многу песимистична, иако не сум песимистична по природа, а верувам во младите луѓе што доаѓаат. Секогаш сум тука, на сите им велам, јас сум тука да дувам, да сум ветерот во вашите крилја. Има нови генерации кои што доаѓаат, кои што се многу интересни, кои што ги интересира се, кои што се обидуваат да го променат светот во кој што живеат, кои што многу читаат за разлика од ова непопуларно мислење дека денешните генерации не читаат, кои што гледаат што се случува, кои што се љубопитни, кои што го истражуваат светот и театарот од една, да речам, своја страна и не им е срам да кажат нешто. Напротив, го користат својот простор што им е даден да бидат гласни и јасни. И сметам дека благодарение на тоа можам да речам дека сега сум оптимистична во тоа што ги следува, бидејќи ги гледам како ја организират, имаме академска сцена на Факултетот за драмски уметности, за што станува збор, како тие се борат со светот. Еве, ќе искористам приликата да кажам дека утрешниот ден, светскиот ден на театарот на Факултетот за драмски уметности ќе се прославува цел ден. Значи, ние имаме активности од пладне па се до вечерта, кога е дипломската представа на класата по актерска игра на професорката Зоја Позалковска, така што кој што сака може да дојде на Факултетот за драмски уметности, сцената е отворена, има активности целиот ден да видат како тие млади луѓе и тоа како знаат да кажат се што сакаат гласно. Ете, Меѓународен ден на театарот, 27 март, но за да останеме уште малку само критични до крајот на разговорот, дали денес генерално, прашувам како општество, зборуваме сериозно за културата како прашање на идентитет и вредност, или премногу често ја сведуваме само на дневни потреби? Мислам дека одговорот се препознава од она што го зборуваме. Меѓутоа, тогаш би се надоврзал со уште едно дополнително прашање: што е тоа што едно општество може да го загуби кога ќе почне да ја потценува културата, нешто што ние го правиме веќе со децении и на пат сме да загубиме што? Ако продолжиме вака да се однесуваме кон културата и не им дадеме простор на новите генерации кои се похрабри од нас. Се губи моралниот компас. Во мигот кога самиот работите во телевизија, каде што имате новинари кои што се занимаваат со култура, многу ретко имаме емисии кои што ја покриваат културата. Одамна немаме медиумски простор за критиката. Било која критика, театарска, филмска, музичка, литературна. Поради цензура или автоцензура? И едното и другото. Бидејќи сум пишувала критика во едно време, на почетокот на 2000-та година, се соочував и со едното и со другото, кога ми беше укажувано дека не е баш така. Зошто јас сега сум се дрзнала да пишувам за таа представа? Ти знаеш кој е тој режисер, многу актери коментирале која е таа сега да пишува за театар, при тоа јас сум магистрирала и докторирала за театар. Имам некаква позадина за тоа што го работам. И кога ќе се врати моментот дека нам ни треба културата многу повеќе од известувањето за одредени настани, политички или какви да се, не ги омаловажувам, напротив, меѓутоа сметам дека може да видите колкава е разликата помеѓу покриеноста медиумска на она што се вика култура во една земја и она што се вика општествено политички живот.
А без таа култура, тој општествено-политички живот не може да живее. Но каква е таа култура кога велите има и автоцензура и цензура, кога уметникот не е слободен да размислува и да го кажува тоа што го мисли со своја глава, туку мора да се прилагодува. Еве велите од авторитети во струката до политички или не знам какви општествени авторитети. Тоа е проблемот, затоа што ние ако имаме можност да го кажеме гласно и јасно, на пример, пак ќе кажам, ако имаме можност за критика, да обезбедиме простор за театарска критика, за филмска критика, за музичка, а не да биде се само статус на Facebook или на не знам која социјална мрежа, нерелевантна, затоа што било кој денеска во време на интернет има слободни простор да го искаже своето мислење. Меѓутоа, не секој што го искажува мислењето е компатибилен за работата за која што го искажува мислењето. Например, вие самите знаете, јас не можам да бидам новинар. Тоа не е моја работа. И сега јас да излезам да почнам да известувам за нешто. Јас нема да знам како. Јас знам да зборувам за театар, знам да зборувам за литература. И затоа сметам дека ако им дадеме простор, буквално и медиумите да дадат простор, критиката да го најде својот нов медиум, каде може да се искаже. Бидејќи сите имаме проблем, тоа сега е моментално актуелно на, не знам, на Инстаграм, на ТикТок, на Фејсбук и така натаму. Меѓутоа сметам дека сите ние треба да се прилагодиме. Океј, да, тоа е новото време, вака се случува, ајде да го отвориме тој простор за сите нас. Затоа и ние на фестивал работиме на видеопрограма, работиме на покривање на социјалните мрежи, за да ја привлечеме ние публиката која што би требало да биде дел од нашата програма. Добро, и за да не остане се во ова на утописки или само како празен оптимизам, и да не им оставиме голем аманет на идните генерации да решаваат наши проблеми, како институционално, системски тоа да го поттикнеме, подобрување на состојбите во македонската култура. Кога би ве прашале креаторите на политики, кои би биле трите работи што би ги сугерирале веднаш да се променат, за да тргне работата на подобро, да не биде културата сведена само на преживување, туку да си го заземе местото кој и припаѓа во општеството. Вмрежување на институциите кои што можат да помогнат. Значи, еве, Факултет за драмски уметности или други театарски школи кои што постојат со театрите. Отварање на малите сцени на театрите за простор за новите генерации. Значи, давањето простор на млади луѓе не од позиција од диктирање на кој што треба да биде, туку креирање на репертуарна политика. Тоа практично се прави. Која е идејата на театарот за следната сезона да го направи? Кои луѓе тоа може да помогнат? Да не се гледа дали припаѓаат на одредена партија, дали припаѓаат на одредена група, трупа или како и да е. Туку едноставно да се види кој е најдобар. Тоа се гледа, тоа се знае. Во секоја бранша луѓето знаат кој е најдобар или добар. Не е ова атлетика ние да се мериме, меѓутоа знаеме кој е најпрофесионален. Видете, го имаме, пак ќе го споменам, Дејан Дуковски. Фактите кажуваат дека неговите драми се поставувани 125 пати на театарски сцени надвор од Македонија. Ни еден автор од Македонија ги нема тие бројки. Значи, ние знаеме кој е Дејан Дуковски, знаеме што имаме. Знаеме кои се авторите од претходно, бидејќи на Дејан Дуковски му било возможено тоа. Тој е имал таа поддршка од институцијата. Театарот препознал, режисерот препознал. Режисерот прв пат му се поставени представите од режисери кои што биле отворени за новите драмски автори. Во македонската култура ние имаме режисери кои што буквално ги читат македонските драми, ги поставуваат на сцена. Од најстарата генерација, Бранко Ставрев, Владимир Милчин, да речеме Слободан Унковски со Горан Стефановски, Сашо Миленковски, Димитар Станковски, кои што сите работеле на тоа да ги пробијат македонските драмски автори. Зошто ја прекинуваме таа нишка? Зошто ним дадеме можност на некои од сегашните режисери, ние имаме случај сега, не знам, има соработка помеѓу Нина Николич и Драгана Лукан како современа авторка и така натаму, значи ние имаме такви примери, дајте повеќе да им отвориме можност. И тука мислам дека со оставањето на просторот на младите луѓе и не толку младите, меѓутоа да видиме на тој начин ќе ја промениме културата. Тука така мислам јас. Добро. Ана Стојановска, уметничка директорка на Македонскиот театарски фестивал во Војдан Чернодарински, ви посакувам успешно јубилејно издание. Ви благодарам многу на поканата. Почитувани останете на Телма и имајте убав ден, довидување утре во истото време.